Ниту една општина од Истокот не сака контрола за тоа како и колку пари дава на невладините. Општините се без усвоена методологија за распределба на средства за здруженија и фондации од општинските буџети. Штип воопшто не сакал да учествува во донесувањето на ваква методологија. Општина Чешиново Облешево изготвила методологија, но таа не поминала на совет. Позитивно светло за ваква методологија дале општини од другите региони. Во рамките на овој проект беа подготвено вкупно 9 методологии во 8 општини, од кои се усвоени 8 методологии во 7 општини од оние кои што беа офанати со проектот. За целиот овој процес имаме издадено и публикација, истата е достапна на веб страната на Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип и заинтересираните можат деталите да ги видат понатаму. Оние кои ваква методологија усвоиле сметаа дека таа има многу предности. Методологијата опфаќа неколку критериуми, од основни критериуми до сепарателни, да речем, критериуми кои што со одредено бодување им даваат услов на секој од граѓанските здруженија кои што аплицирале на огласот. Доста ќе им помогнеме на граѓанските здруженија и фондации, токму од аспект што ќе можат да се пријавуваат особено во доменот на областите кои што ги третира општина Битола интересни за самото локално население. Во оваа фаза од проектот беа вклучени 8 општини од државата. Наредната година форумите за развој на заедниците планираат да работат со 16 општини. Дали и колку меѓу нив ќе има од источниот регион, се уште е рано да се каже.